Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Концерт во нашата македонска сала овде во Ньюкастел во сабота на 23 март со најпопуларните Ѓоко Јович и Energy Band. Да слушнеме нешто повеќе околу овој концерт. Дами и господа, повторно со вас, за ваша незаборавна забава и уживање, единствениот Ѓоко Јович. Желба има да си дојда за Великден. Заедно со бендот, кој знае да направи вистинска и незаборавна забава, Energy Band од Македонија. Newcastle Balkan Night, Saturday, 23 март, Macedonian Church Hall. Tickets, Ристовиловски, 04 14 296 910. Пида Вртковски, 04 11 673 073. Димче Андрески, 04 02 523 977. Драги мои, јас сум Ѓоко Јович, ве поканувам да бидете и вие дел од оваа спектакуларна забава. Ова не смеете да го пропуштите. Голема турнеја на Ѓоко Јович и Energy Band само за вас. Да продолжиме со другите соопштенија. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 46 49 и помните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела на 17 февруари. Почитувани слушатели, како што најавиме во претходните програми, председателот Саше Стојчевски овде во Ньюкастел на црковната управа има соопштение за интерес за отворање на македонско школа за деца од 5 години и постари во нашата македонска сала. Сите заинтересирани за децата за македонско школо, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148, што побрзо за да може да се регистрираат школото и да се почне со настава во месец февруари.
За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Њукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто као овие членови може да се јавите за салата ако ви треба за други веселби и потреби. И уште едно соопштение, да ги спомениме нашите главни спонзори за прошлата недела за филмот Ругање на Христос. Тоа се платениум спонзор беше Стив Фотев. Златни спонсори беа Баел Бошев Лојас и Урдаров Океан Hub Advisory Group. Силва спонсори беа Excavation Specialist Майкл Кековски и Сузи Ниневски Air Recruitment, како и Лупчо и Дана Стојановски. Исто и Сайф и Сеан Scaffolding, Лери Кантаровски и Луи Митревски. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Мицковски вели, основна цел на ВМРО ДПМН ќе биде подобрување на квалитетот на животот на пензионерите, бидејќи тие тоа го заслужуваат. Денеска во рамките на просторите на ВМРО ДПМН имавме состанок со синдикатот на пензионерите и разговаравме за актуелната положба на пензионерите во Република Македонија и детално го анализиравме новото законско решение кое што помина во рамките на парламентот. Пензионерите не ги представија сите нивни забелешки, сите нивни сугестии како истиот тој закон да биде подобрен, изјави председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски по средбата со синдикатот на пензионерите. Лидерот на ВМРО ДПМН напомена дека за ВМРО ДПМН во минатото исто така и во иднина основна цел ќе биде подобрување на квалитетот на животот на пензионерите, бидејќи тие тоа го заслужуваат, бидејќи имаат и те како многу дадено за ова држава. И те како имаат многу дадено за Република Македонија, така што навистина тие ги заслужуваат пензионерските денови да им бидат достоинствени и да не бидат омаловажени и понижени како што впрочем се во ова држава се труди владата на СДСМ и Зоран Заев да го омаловажи и понижи. Се разбира на врвен приоритет се нивните лични приоритети и сугестии. ВМРО ДПМН денеска со разговорот со синдикатот за пензионерите им го пренесе нашиот став и им кажа на текот на утрешниот дел на претеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе поднесе предлог закон за укинување на новото законско решение каде што практично пензионерите се оштетени за отприлика 500 денари по месец, имајќи го предвид движењето на просечна нето плата во изминатото полугодие. И ќе бара веднаш враќање на старото законско решение, така што на уште еден начин ќе укажеме дека ние навистина се грижиме за пензионерите и од друга страна ќе ја покажеме штетната политика на СДСМ, потенцираше Мицковски. Тој подлекува дека практично се сите оние нефункционални и проблематични така наречени реформи што ги прави владата на СДСМ и Зоран Заев. Според Мицковски, за волја на вистината, структурна реформа е само ова, минималната плата, но според него ги гледаме сите негативни ефекти на таа минимална плата, каде преку 300.000 пензионери секој месец во годината што следуваат ќе бидат со намалена пензија од 500 динари, односно нема да го добијат заслуженото покачување од прилика 500 денари. Председателот на ВМРО ДПМН посочи дека партијата работи во својата програма, има 4 мерки кои ќе ги предложи пред граѓаните, но и пред пензионерите и дека денеска било разговарано за делот од тие мерки. Дел од сугестиите кои што денеска синдикатот на пензионерите не ги презентираше практично на оваа средба ќе бидат инкомпомирани, се разбира во рамките на новата партиска програма. Така што еве работиме, учиме и на вистина она кое што сакаме да го покажеме пред граѓаните е нов пристап, нов принцип
на работење на политички партии со чистост, принципијалност и искреност и достоинство на тоа што ќе биде ветено, тоа и да биде реализирано понатаму, потенцираше председателот на ВМРО ДПМН. Владко Ѓорчев вели: власта не води сметка за животниот стандард на граѓаните, вице-премиерите да се откажат од покачувањето на нивните плати од 8.000 денари. Во ваква економска состојба власта не треба да се води првенствено за сопствените привилегии и ги повикува вице-премиерите Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Кочо Ангушев, Хазби Лика, за кој слушнавме дека не оди на работа, и Бујар Османи да се откажат од покачувањето на нивните плати за 8.000 денари. Страмота граѓаните не гласаа за ова, изјави претеникот на ВМРО ДПМН Владимир Ѓорчев на денешната собраниска седница. Ѓорчев потенцираше дека економската ситуација во Република Македонија е целосно неадвокатна за вакви неодговорни предлози на власта и истите покажуваат колку владата на Заев и СДСМ не води сметка за јавните финансии и животниот стандард за граѓаните. Економските состојби во Република Македонија се целосно неадвокатни за вакви забегани предлози на власта, неодговорни кои што кажуваат колку ова власт е незаинтересирана за јавните финансии и не води сметка за животниот стандард на граѓаните, и колку ова власт на Зоран Заев и неговите 5 вице-премиери кои што треба да си ги зголемат платите за 8.000 денари, како да им се малку до сегашните 70.000 денари, не вода сметка за животниот стандард за граѓаните, туку за сопствените привилегии, вели Ѓорчев. Токму затоа тој побара предлог за зголемување на платите на вице-премиерите, како и точката со која се додава уште еден заменик директор во Агенцијата за поттикнување за развојот на земјоделието, да се повлече од дневен ред, затоа што тоа го очекуваат и граѓаните на Република Македонија, кои барат повисок стандард, а не повисоки плати на функционерите и заменици директори во јавните предпријатија. Трајко Вилјановски, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата при заседување на седницата во Собранието на Република Македонија, образложи дека со задолжување на државата СДСМ се правда дека враќа стари долгови, но тоа според него не е враќање на старите долгови, туку е ново задолжување. Вилјановски го цитираше Тевдовски: сумарно нето задолжување, односно разлика меѓу новото задолжување и отплатата на стари долгови во 2019 година изнесува 28,6 милиони. Значи, нето нови задолжувања, тоа е во однос на 455 милиони евра задолжување плюс несовраќање на претходните задолжувања. Значи, нето ново задолжување, 455 милиони евра се задолжува Република Македонија. Самиот министер го кажа и јас не го кажа во ова, појасни Вилјановски. Вилјановски образложи дека јавниот долг на тој начин се зголемува и ја надминува бројката од 50%, дури 52-53% може да надмине. Зошто претходно се заглавивте за да дојдете на власт, за да го продолжите задолжувањето, да ги продолжите расходите или да намалите? Во буџетот се предвидува економски раст или 3,2%, дај да видиме. Ќе помине следната година, ќе дојде ребалансот. Но ако вака продолжите како што работевте ова година, растот ќе биде скромни 2%, нагласи Велјановски. Почитувајте слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Мерак песна на милите внучиња Тијана и Џордан Кузмановски. Од се срце му ги честитаме роденденовите, на Тијана 21-иот, а на Џордан 19-иот. Исто му пожелуваме голема среќа во работата и во нивниот млад живот и за свадби да не поканат. На родителите Криси и Анита и браќата Нико и Марко големата радост. Овие топли поздрави се од дедото Љубе, бабата Веса, пребабата Менка, тетино Дерон, тетката Джеки и братучедите Џај и Ели Кича.
со песната Царе Мори на најмалата и мила внука Ели Кича. Од све срце сакаме да ги го честитаме 12-тиот роден ден. Голема да расти, голем успех во школото и игровната група. Овие се желби испратени од дедото Љубе, бабата Веса, пребабата Менка, исто и вујкото Крис, вујната Анита и брачедите Тијана, Џордан, Нико и Марко, сите Кузмановски. Со песната Среќен роден ден на нашето мило синче Наумче Филиповски. Му го честитаме првиот роден ден, исто му пожелуваме здравје, среќа, безгрижно детство, заедно со сите најмили и најблиски. Овие искрени од се срце желби се посакани од таткото Пеце и мајката Ребека Филиповски. Сакам да те потсеќам дека не заборавив роден ден ти
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки со песната Роденденска на нашето многу сакано мило внуче Наумче Филиповски. Со неискрени желби и честитки од се срце му го честитаме првиот роден ден, исто така му посакуваме да има здравје, стрејке и радосно детство со неговите најмили, до година да се радува со брат, сестриче. Од се срце овие желби се посакани од дедо Илче, баба Елизабет, тета Кате со малата Мелиса, Чичо Јовче со Викторија и тета Наташа, сите Вилиповски. Со истата народна песна нумкото Никола, нумката Гордана со децата Џајкоп и Мелиса Стериовски од Сидне испраќаат срдечни поздрави по повод првиот роден ден на крштеникот Наумче Филиповски, како и многу стреќа и весело детство во придужба на сите негови блиски. До година да му честитаме за сестричка. Воедно честитки испраќаат и старите Нумко, Драги и Ружа со синовите Зоран и Миле со фамилиите сите Стериовски. Sreća tvoja, dene džubo spravi me, roden den ti slavi me. Pomisli naši, srca naši, mnogo želbi imame, želbi samo za tebe. Neka ti je čestit roden den, neka ti je sreće, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Čaši do rani zori, pesni tebe ti pene, ludo se veseli me. Vojedno oro je celo društvo razigrano, ludo ponapijeno. Neka ti je čestit roden den, neka ti je sreće, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Čestit roden den, neka ti je sreće, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit roden den, neka ti je sreće, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Со песната Среќен роден ден на саканото внуче Наумче Филиповски му честитаме првиот роден ден и исто така му посакуваме добро здравје, голема стреќа и весело детство во иднина. Сето тоа го посакуваат дедо Димче Талевски со цела фамилија од убава Македонија. Со истата народна песна на нашето внуче Наумче Филиповски му честитаме првиот роден ден, исто така му посакуваме многу здравје, стреќа и весели дечки години заедно со неговите најмили и најблиски. До година да му честитаме за сестричка.
Убавите желби ги испраќа дедо Живко и баба Бабра со цела нивна фамилија Филиповски. Денес ми е роден ден, ајде друштво со мене ке честам јас, дискотеки, клубови, се нека се отвори, ке славиме до 3. Денес ми е роден ден, ајде друштво со мене ке честам јас, дискотеки, клубови, се нека се отвори, ке славиме до 3. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Ајде овој роден ден да ми биде посебен, ке честам јас, happy birthday запеј ми, ај со мене наздрави, ке пиеме до 3. Ајде овој роден ден да ми биде посебен, ке честам јас, happy birthday запеј ми, ај со мене наздрави, ке пиеме до 3. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Среќен роден ден! Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Со песната Гордост си, сине мој, на многу саканото синче Ромеа Лука Гаговски од Вулунго. Сакаме да му честитаме почнувањето на киндергарден, школото, и му пожелуваме успех во школото и голема среќа да ни имат, да ни е здраво, живо и весело во неговиот цел понатамошен живот. Овие убави желби му пожелуваат тате Тони и мама Бети Гаговски од Вулунго. Со истата народна песна на нашето многу сакано внуче Ромео Лука Гаговски му честитаме поаѓањето на школо, киндергарден, и му посакуваме да му се смили и успех и среќа да го служи, да ни е здраво, живо и весело цел негов понатамошен живот. На таткото Тони и мајката Бети му посакуваме
да се весели со него и да се гордеат за секогаш. Овие сакани желби од се срце му пожелуваат дедо Цане, баба Лиля и најсаканите вујчина Николче и Стевче Цуцумановски од Нјукастел. Богатството Бога ми го подари, Бог среќата моја ми ја испрати, гордоста моја си сине ти, среќа мило да те прати, гордоста моја си сине ти, среќа мило да те прати. Hvala ti Bože, hvala za sve što skori, ljubavta moja eteja do mene stoji. Bog napravi, želba mi ispoli, samo po njegova volja, sin da se rodi. Srcevo moje ispoleto, moj te ljubov sine, večno ke si ti, sreća i radost mi donese, bidi blagosloven, sreća i radost mi donese, bidi blagosloven. Hvala ti Bože, hvala za sve što skori, ljubavta moja eteja do mene stoji. Bog napravi, želba mi ispoli, samo po njegova volja, sin da se rodi. Hvala ti Bože, hvala za sve što skori, ljubavta moja eteja do mene stoji. Bog napravi, želba mi ispoli, samo po njegova volja, sin da se rodi. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Нјукастел и околината. Концерт во нашата македонска сала во сабота на 23 март со најпопуларните Ѓоко Јович и неговата група Energy Band. Да слушниме нешто повеќе околу овој концерт. За ваша незаборавна забава и уживање, единствениот Ѓоко Јович. Želba ima da si dojda za Великден. Заедно со бендот, кој знае да направи вистинска и незаборавна забава, Energy Band од Македонија. Newcastle Balkan Night, Saturday, 23 март, Macedonian Church Hall. Tickets, Risto Vilovski, 04 14 296 910. Пида Вртковски, 04 11 673 073. Димче Андрески, 04 02 523 977. Драги мои, јас сум Ѓоко Јовиќ, ве поканувам да бидете и вие дел од оваа спектакуларна забава.
Ова не смеете да го пропуштите. Голема турнеја на Ѓоко Јовиќ и Energy Band само за вас. Продолжуваме со другите соопштенија. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649 и полните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела 17 февруари. Едно ново соопштение од председателот на управниот одбор во Њукастел Саше Стојчевски. Имаме интерес за отворање на македонско школо за деца од 5 години и постари во нашата македонска сала, како и порано. Сите заинтересирани за македонско школо јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Што побрзо за да може да се регистрира школото и да се почне со настава во месец февруари. За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Њукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации околу ова, јавете се кај Џони Илинковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто така како овие членови може да се јавите ако ви треба нешто салата за други веселби и други потреби. Сега одиме со најновите вести од Македонија. ВМРО ДПМН, СДСМ и Филипче го урнисаа здравството и нанесоа голема штета на здравствениот систем. Венко Филипче треба да си поднесе одставка поради хаосот кој го создаде со епидемијата со морбили и вакцинирањето. Првен креираше паника манипулирајќи ги граѓаните дека ќе има подобри вакцини ако на референдумот гласа за промена на името, а потоа и со лажното вакцинирање на неговата внука, но и скандалот со вакцините во изминатиот рок. Ова денеска преку соопштение го потенцираа од ВМРО ДПМН. Власта е виновна за хаосот во здравството, додека БЕА опозиција креира кампања против вакцинирањето, со која внесоа хаос и страв кај населението, за сега да не може да ги санират последиците од штетите кои сами ги направија. Филипче не знаеше како да го покрие срамот со вакцините со изминат рок, кои беа поништени во употреба и недовербата кои сами ја креирира, па тргна во злоупотреба на својата малолетна внука со цел политичка измама на граѓаните. За по неколку недели и сам да ја признае измамата, истакнуваат од ВМРО ДПМН. Од партијата додава дека СДСМ и Филипче го урниса здравството и нанесоа голема штета во здравствениот систем. Граѓаните заслужуваат квалитетно здравство. Тоа е обврска на власта и компромис, за тоа нема и не може да има. СДСМ и Филипче не може да го водат здравството. Филипче и СДСМ мора да си заминат. Црнилата мора да си заминат. Зората мора да изгрее, стои во партиското соопштение на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН бара распуштување на парламентот, поднесе иницијатива за распуштање на парламентот и формирање на техничка влада. Се разбира следствено, но тоа е одставка на председателот на владата Зоран Заев, како што е регулирано со закон. Ова го истакна председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во вчерашното интервју на МТВ и образложи пример сличен на оној кој со што СДСМ го направи за време на референдумското изјаснување и за време на локалните избори кои што се случуваат есента 2017. Практично во отсуство на било какви аргументи, владата се обидува да ја, да речем, деваргира јавноста кон тоа да ВМРО ДПМН бара избори, а моли Бога да не ги добие истите. Токму поради таа причина ние антиципиравме дека СДСМ ќе се обиде да ја примени оваа стратегија во јавноста, имајќи ги во предвид гласните на незините оришници помеѓу медиумите кои ќе повторуваат во јавноста една те истата реченица во периодот кој што следува. Сакавме да ја демастифицираме и да ја откриеме вистинската намера на СДСМ и заради тоа имавме седница на извршниот, имавме седница на Централниот комитет
на партијата и за време на тие седници партијата едногласно донесе одлука да во текот на денешниот ден што се случи пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, пратениците кои се дел од таа пратеничка група да поднесат иницијатива за распуштање на парламентот, нагласи Мицковски. Мицковски рече за да и биде на јавноста појасно, согласно законот за влада, кога ќе имаме предвремени парламентарни избори или редовни парламентарни избори, тогаш техничка влада е обврзувачка. Што значи дека делот од министерските решенија во таа техничка влада ќе биде во надлежност на опозицијата и дел на заменик министерските места ќе бидат на номинација на опозицијата. СДСМ и ова влада не се подготвени да имат реален одраз на силите, односно слободен фер гласање. Еклантантен пример имаме на референдумското изјаснување каде што се проби законот на физичка имаше надчовечко гласање. Од 2,4 секунди глас во одредени избирачки места, потенцира Мицковски. Го повикуваме владечкото мнозинство да се одважи, ако навистина има таква доверба кај граѓаните. Ако се самоуверени, како што каже Зоран Заев во саботата, пред да замине на заминување дека ќе добијат нов 4-годишен мандат. Еве можност да излезе и да се соочиме пред граѓаните и навистина да видиме каква е вредноста на овие политичари, рече председателот на ВМРО. Мицковски додаде дека континуирано се мери јавното мислење на граѓаните, како и дека голем е процентот на недовербата во институциите, правниот систем, владењето на правото, како и во демократските процедури. Тој се надева дека Заев ќе ги послуши неговите министри во неговата влада, Манчевски, Десковска, кои јавно истакнувале дека и тие сакале да одат на избори и да видат мислењето на граѓаните. Ние се надеваме дека тоа ќе се случи, дека тие ќе се одважат тоа да го направат. Ние сме подготвени за тоа да се случи, нагласи Мицковски. На прашањето дали ВМРО ДПМН ќе учествува на президентски избори, доколку СДСМ не излезе на предвремени парламентарни избори, Мицковски рече: доколку се затскријат, доколку одлучат повторно да бегат од јавноста, најголемата опозицијска партија, граѓаните имаат основно сомнение дека нивните намери не се честни, односно дека повторно сакаат со нефер избори да манипулираат со гласовите на граѓаните. ВМРО ДПМН се разбира дека ќе стори се што е во наша моќ тоа да не се случи. ВМРО ДПМН е силно мотивиран и мобилизиран да учествува на тие председателски избори, кои што практично ќе ги победе. Ќе победе и во Охрид, ќе победе и во Новосело и на тој начин силно ќе подготви вратата на едни нови предвремени парламентарни избори. Ако не сега, барем на есен. Затоа е многу важно да заштедиме на времето, затоа што притисокот на победата на опозицијата на председателските избори, победата во Охрид, победата во Новосело, ќе значат огромен товар на владата, потенцираше Мицковски. ВМРО ДПМН ја сака Република Македонија и ги сака граѓаните на Република Македонија и тука нема никаква дилема. Ние нема да излеземе со понуда која опфаќа ниски страсти, ќе излеземе со понуда која што нуди решение за граѓаните и нема да манипулираме за чувствата на граѓаните, ниту во еден случај, ниту по една основа, ниту по етничка, ниту по политичка, рече меѓу другото Мицковски во вчерашното интервју. Според него на хартија може да се стави на љубавата басна, но потоа доаѓа момент кога таа басна мора да стане реалност, нагласувајќи дека дури тогаш граѓаните мерат дали една политичка партија или председател на владата има капацитет да ги реализира ветувањата или не. Мицковски истакна дека пред 2 години Заев во истото студио ветувал инвестиции и живот на граѓаните, но и после 2 години ситуацијата во Македонија не се променила. Додавајќи дека владата на СДСМ ветувала живот и донела пекол. 2 години потоа, за жал, ситуацијата е тоарна. Ветува живот, пекол донесоа. Реално, вели тој, Мицковски истакна дека со доаѓање на ВМРО ДПМН на власт ќе ги обезбеди сите структури и етникуми и ќе се понуди решенија и ќе ги мотивира луѓето кои ја напуштиле државата да се вратат назад во Република Македонија. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добра прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски.
You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Saturday same time. Good night.